Прифатниот центар за регистрација на мигрантите ќе биде поставен надвор од градот, изјави градоначалникот на Гевгелија Иван Франгов. Тој потенцираше дека преземените кризни мерки го вратија редот и мирот во околината на железничката станица. Одлуката е донесена прифатниот пункт за регистрација да биде надвор од градот. Значи тука ќе се овозможи да може да дојде и вонреден воз, да се паркира тука, да биде регистрацијата комплетна. Веќе колку што знаеме од полиција се имплементира и софтверот за електронска регистрација на мигрантите, се со цел да се убрза, но и да се врати мирот на граѓаните во Гевгелија. На локацијата веќе се работи, тука се и армијата на Република Македонија помагаат, со УНХЦР сме во контакт, луѓето за уредување на локацијата и за сега со УНХЦР и со Црвениот крст имаме таа соработка да може да се договараме кои следни чекори ќе ги преземаме. На немањето никаква поддршка од Грција се пожалија од МВР и од Министерството за надворешни работи. И од двете институции потенцираа дека поддршката од Унијата за справување со бранот мигранти е символична. За жал, се уште фактичката состојба е таква што од грчка страна практично и воопшто нема полиција, односно иако станува збор за граница, надворешна граница на Европската Унија, границата од таа страна воопшто не се обезбедува, така што ние остануваме единствената, да речеме, жива сила, полициска сила која што ја обезбедува границата и како што и најавивме токму заради хуманиот третман, продолжуваме селективно да пропуштаме лимитиран број на илегални мигранти кои што државата практично има капацитет соодветно хумано да ги третира. Ниту една земја, барем досега до овој момент, од земја членка на Европската Унија не понудила некакво конкретно решение или да изрази намера лицата кои што се обидуваат од патем територија на Европската Унија, на земја членка на Европската Унија да влезат илегално во Република Македонија, не изразила намера да ги прифати тие лица и евентуално да со нас да се договорат мерки како тие лица би се транспортирале до таа земја членка на Европската Унија. Во многу интензивна комуникација сме и со нашите соседи, и со Европската Унија, и со Обединетите нации, бидејќи се работи за проблем кој не е проблем од или за Македонија, туку каде што Македонија е само една од дестинациите која е дел од рутата. Она што го бараме како решение е да се справиме со многу значително зголемен наплив од една вообичаена динамика од 500 до 600 мигранти кои претходно влегуваа на македонска територија, се соочивме со ситуација во која неколку илјади доаѓаат одеднаш. Министерот укажа дека е специфична ситуацијата со македонската граница, бидејќи ние сме единствена граница на оваа рута, во која мигрантите доаѓаат од земја членка на Европската Унија на територија која не е членка на Унијата. Тој очекува третман од ЕУ како кон земја членка.